Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Започнуваме со поинакви вести. Денеска ќе биде тежок, жежок ден. Температурата ќе достигне и до 42 степен. Бидете посебно внимателни доколку морате да излегувате од дома. Поради топлото време од Министерството за здравство дадоа повеќе препораки за заштита на населението од високи температури, меѓу кои престојување во затворени, разладени простории, особено во периодот од 11 до 17 часот, внесување доволно течности, избегнување алкохол и засладени пијалаци, носење лесна, светла облека и користење заштита за глава и очи. Тука сме ние да ве потсетиме да пазите на себе. Предметот историја се враќа во 7-мо оделение од септември. Учебникот е пуштен на печатење. Ова го потврди министерката за образование и наука Весна Јаневска. Јаневска рече дека од престојната учебна година по 6 години пауза, учениците повторно ќе имаат учебници по странски јазици: англиски, германски, француски и италијански. Има промени и во програмата за прва година гимназиско образование. Законот за високо образование се дообработува со уште неколку закони, нагласи министерката. Таравари на Фејсбук објави документ со негативно мислење од ФЗО за вработувањата во Тетовската болница. Оваа објава на Таравари следи откако на пресконференција министерот за здравство Азир Алиу најави вработување на 155 лица во Тетовската болница, но истовремено го обвини неговиот претходник дека додека бил министер ништо не направил за овие луѓе што со години работат без решен работен однос. Таравари тврди дека сите вработувања, вклучувајќи ги тие 300 плюс 300 специјализанти, ги оставил подготвени за реализација, па прашува каде сте со втората група на вработување на 300 специјализанти. Во објавата тој му постави неколку прашања на Азир Алиу, актуелниот министер за здравство, нарекувајќи го министерот на 5 нови столбови на здравството и стратегијата на ChatGPT. Еве уште една македонска гордост. Никола Ѓуретановиќ стана државен шампион во пливање во Македонија и во Србија. Членот на пливачкиот клуб Вардар 2018, Никола Ѓуретановиќ, неодамна оствари нешто што малкумина можат. Стана државен првак во 2 држави, и тоа во рок од само неколку дена. На летното национално првенство на Македонија, Ѓуретановиќ беше прогласен за најуспешен јуниор и за најуспешен пливач во апсолутна категорија, благодарение на најголем број освоени златни медали на првенството, вкупно 3. Спас нема од градилишта во Скопје. Граѓаните се на голтаа прашина. Лоша инфраструктура, преголема урбанизација, недостиг на паркинг места, јавна хигиена под секое ниво, малку зелени простори, правливи улици, сообраќаен хаос и сушени треви, трки со мотори по булеварите во ноќните часови, пребрзо возење. Тоа е само дел од она со кое секојдневно е принуден да живее секој жител на Скопје, без оглед во кој дел од градот е неговиот дом. Интензивната изградба и неконтролираното ширење на населбите годинава сериозно се почувствува со недостиг на вода, особено во повисоките зони на градот. Например на Водно, кај некогашна Панорама, каде што сега се извишуваат повеќе згради. Размислуваат ли оние што носат урбанистички планови и даваат дозволи за градби? Какви ќе бидат последиците врз градот идните години? Повеќе на темата од Анита Стојковска. Македонски државјанин почина на плажа во Албанија. Му се слошило кога влегол во морето. Несреќата се случила во близина на Драч, Албанија, на плажата кај познатата природна атракција Карпата на Каваја. Се работи за 66 годишен маж. Според првичниот наод, странскиот турист доживеал срцев удар веднаш по влегување во морето, соопшти албанската полиција. Голема трагедија во Босна и Херцеговина. Се удави мало детенце од 1 година во домашен базен. Несреќата се случила во семејната куќа во Козарац. Полицијата констатирала дека нема елементи за кривично дело.
Расте бројот на жртви во несреќата во Бангладеш. Бројката се искачи на 27, од кои дури 25 се деца. Откако вчера авион на воздухопловните сили на Бангладеш се урна врз кампусот на приватното основно и средно училиште во Дака. Во болница се згрижени вкупно 88 лица. Војската соопшти дека авионот имал механички дефект, а владата вети истрага и помош на жртвите. Во моментот на падот, многу деца се уште биле присутни во училиштето. Ужас од Пакистан. Девојка беше застрелана, а убиството снимено. Вкупно 14 лица беа уапсени како осомничени за убиството на девојка која наводно имала вонбрачна врска. Меѓу уапсените е и локалниот племенски поглавар кој го нарачал убиството. Човекот што ја застрелал и убил жената бил незин брат, кој действувал во име на семејството и племето. Убиствата во покрајната Белџуистан го привлекоа вниманието на властите откако шокантното видео беше објавено на интернет на кое се гледаат напаѓачите како пукаат во жртвите. Дали ја зборува вистината? Татко ми зеде апчиња за спиење пред дебатата со Трамп. Кокаинот во Белата куќа не беше мој. Хантер Бајден, синот на поранешниот американски претседател, зборуваше за се и за секого, без воопшто да се штеди, во 3-часовен подкаст на YouTube канал. Хантер се осврна на катастрофалната дебата на својот татко со Доналд Трамп, што стана причина тој да се повлече од претседателската трка неколку дена подоцна. Лошиот настап на Џо Бајден се должеше меѓу другото на тоа што беше тотално исцрпен. Му дадоа апче за спиење на рецепт, амбиент, за да може да спие. Се качува на сцената и изгледа како Елен пред фаровите. И тоа ја поттикна секоја ѓубре приказна што сите сакаа да ја раскажат. Во интервјуто го истори целиот свој гнев врз демократите кои вршеа притисок врз неговиот татко да се повлече. А не го поштеди и Џорџ Клуни. Цените на златото скокнаа до $3,390 за унца, достигнувајќи го највисокото ниво од средината на јуни, бидејќи послабиот американски долар и падот на приносите од државните обврзници ја зголемија побарувачката за скапоцениот метал во услови на зголемени трговски тензии. Во меѓувреме, Европската унија се подготвува да открие контрамерки против Соединетите американски држави, бидејќи надлежните за поволен трговски договор со Вашингтон се намалуваат. Еве една прекрасна вест. Ова сигурно ќе сакате да го доживеете, а ќе го има кај нас во Скопје. Големата мајка од Тумба Маџари ќе оживее со виртуелна реалност. Археолошкиот музеј од Скопје со Сдруженијето за развој на игри Галактик Омнивор од Скопје потпишаа договор за реализација на проектот за виртуелна реконструкција на музејски предмети, преку која посетителите на поинаков начин ќе можат да дзирнат во неолитот. Посетителите наскоро ќе можат да го истражат овој символ на неолитска култура преку интерактивно имерзивно искуство во виртуелна реалност. Прво од ваков вид во Македонскиот музеј. Во проектот се вклучени археолози, дигитални дизајнери и програмери и се базира на научно истражување, прецизно 3D скенирање и верификувана реконструкција. Врз основа на факти, не на фантазија, за да добиете најблиско можно доживување на минатото, велат од Археолошкиот музеј. Netflix за прв пат ја употреби вештачката интелигенција во една од своите серии. Се работи за аргентинската научно-фантастична серија Вечниот патник. Во серијата, која го прикажува преживувањето од брзи и разурнувачки токсични снежни врнежи, учествувале Netflix и уметници за изработка на визуелни ефекти, кои користеле вештачка интелигенција за прикажување на рушењето на зградата во Буенос Ајрес. Но да не ви откриваме премногу, во случај да сакате да ја гледате серијата. А што ќе донесе ова во филмската индустрија? Со овој чекор, раководството на стриминг платформата смета дека филмовите и програмите ќе станат поевтини и ќе имаат повисок квалитет. Состојбата со пожарите во Македонија драматично ескалира. 6 пожари се уште беснеа, додека 5 се ставени под контрола. Британија воведува режим против нелегалната миграција.
Повторно ќе ги нападнеме нуклеарните постојки на Иран доколку е потребно, вели Трамп. Председателот на владата Христијан Мицкоски денеска ќе одржи средба со председавачот на турската компанија Казанџи Холдинг АС Шабан Џемаил. Ќе биде потпишан меморандум за разбирање. Делегација од Министерството за одбрана предводена од министерот Владо Мисајловски денеска и утре ќе престојува во Турција, каде по 17 пат се одржува еден од најголемите саеми за воена индустрија. Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски денеска ќе уствари средба со раководството на Стопанската комора, а министерот за здравство Азир Алиу ќе посети клиничката болница во Тетово. Порнот звезда убила геј пар во Лондон. Колумбиецот е прогласен за виновен за убиство, чии тела потоа ги распарчил и фрлил од мост во Бристол, спакувани во куфери. За повеќе за ова ќе читате на slobodnpečat.mk. Погледнавте уште едни поинакви вести. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме и утре во 10:30.